Повелете прашања за новинарите. Повелете. Ваш Подалеку камерата. став за насилството на протестите што беа за Мартин Нешковски и за провокација од група демонстранти. Значи, прво ја користам приликата уште еднаш да апелирам. Апсолутно на мирни, ненасилни протести од сите. Се гордеам со тие млади луѓе, кои што лично не ги познавам, беа на протести да изразат гнев и револт од тоа што го слушат и тоа што го чувствувале уште кога беше убиен Мартин Нешковски. Според она што ние го имаме информации, а според тоа што и граѓаните таму го зборуваат и јавно се зборува, провокатори влегуваат и провоцираат насилство. И тоа се евидентира, нема бегање од тоа. На крајот, секој што провоцира, без разлика, дали од делот на протестантите или усмислени провокатори, треба да знае дека за тоа се одговара и апсолутно одговорноста за насилно действување е токму на тие лица. Апелирам, замолувам, ненасилни протести секако се оврска на сите нас. Се бориме за поинаква Македонија, без насилство, без она што 9 години го поминуваме сите. Повелете? Повелете? Ние немаме информација, знаете дека сме присутни на преговорите и покрај тоа што сме слушани телефонски, што сме снимени видео и покрај целото минато на воспоставување на диалог, сепак остануваме за таквите информации да информират представниците од Европската Унија. До сега немаме информации кога би продолжиле разговорите или преговорите. Повелете друго прашање? Да. Господин Заев, навистина, ова што денес го слушнавме беше многу мислам дека да воспоставувам само Благодарам на прашањето. Значи, и денеска и ова што го презентиравме пред јавноста, да напоменам, ние не претендираме да бидеме истражни органи, тоа не е наша работа. Ние споделуваме вистината и она што го имаме како наши аргументи. И затоа, секако, конечната цел од денешната пресконференција е докажување дека истрага мора да се отвори за ова работа. Ние не посочуваме дека некој го убил или нешто се случило, но самите докази еве јавноста ги споделивме. Така ќе биде и со доказите кои што ви последуваме со случајот Смилковски. Ќе споделиме. Јавноста ќе цени, а секако и органите на кои што се задолжени за целата ова работа. Јас немам сретнато докази во она што досега го имам слушнато во подготовката на материјалите за она што беше апсење согласно злоупотреби евентуални или можни на патарините или слично, но секако штом постои интерес, тоа може да се провери дали постојат такви докази, ако постојат во некој подоцнежен период, сигурно ќе го соопштиме на јавност во функција на вистината за Македонија. Друго прашање, повелете? Мислев дека ќе прашате дали Никола Младенов е слуша. Ви кажа? Преку 10.000 телефонски разговори постојат во оние докази кои што ние ги поседуваме за Никола Младенов. Сите новинари се слушани, знаете дека се преку 100 новинари слушани, но Никола Младенов и неколку други поединци се во таа графа од преку 10.000 разговори во континуитет со години наназад. Апелирам до граѓаните на достоинствено
однесување, почит кон уставот и законите во државата. Знам дека гневот расте, но ова е процес вистината за Македонија. Ова ќе ја направи нашата татковина подобра земја. Ама дали тоа ќе биде до крај така зависи од секој поединец во Република Македонија и од неговото рефлексно реагирање во периодот кој што предстои. Апелирам, ако се протестира, мирно и ненасилно. Апелирам, ако има многу гнев, да го скротиме колку што е тоа можно и да ги искористиме сите законски и уставни можности кои што ни стојат на располагање како граѓани на Република Македонија. Повелете. Да ги слушнале последните. Ево вака, во името на вистината, Стефче Јакимовски е еден силен критичар против Заев и опозицијата. Стефче Јакимовски и кажал на супругата на Младенов дека се видел последен тој, односно се видел во 10:30 часот на 26 со Никола Младенов, но тој излажал. Излажал да го заштити Младенов, верувајќи дека најверојатно Стефче е оправдание за негово излегување од дома. Значи тој не бил личност со која што Стефче се видел последен. Тоа е вистината и вистината треба да ја знаат. Затоа што од сите разговори се гледа дека солидарно на некој начин, како маж, он маж, може лошо го зборам тоа, кажал дека да, беше со мене и таа од тука знае дека се видел. На излегување Никола рекол дека оди да се види со Стефче Јакимовски. Неа таа средба не се случила. Значи не се случила и заради тоа што тоа се гледа од разговорите. Секако господја Младенова знае дека таа средба денеска, од денешен аспект не се случила. Тоа е објаснето веднаш дента после смртта, зашто е кажано тоа, но разговорите се цели. И тоа што се разговара ние го пуштаме. И ако Груевски вика, ние тоа сечиме, монтираме, не знам што правиме. Не, вистината е таа, без разлика дали е во прилог на опозицијата или не. Стефче Јакимовски не се видел последен со Никола Младен. Последните разговори на Никола Младенов биле тие што ги имаме барем кај нас. Барем тие што ги имаме кај нас. Се со познати личности во јавноста во функција на извршувањето на неговата професија и во функцијата на менаџментот на весникот Фокус. Не се апсолутно никаква потврда или доказ дали тоа е поврзано секако со објаснување за неговата смрт. Ако имало таква работа, сигурно после оваа презентација денеска, тоа ќе го објавевме. Повелете. Делот објавни дека дел од причините за неговата смрт се работи за кои што тој истражувал, за кои што тој пишувал или во моментот работел на некоја сторија. Дали може би околу тоа би откриле некој детали? Не постојат такви докази. Како што гледаат, должно внимание посветивме на целиот овој случај. Разговаравме со многу стручни луѓе. На крајот велиме, ајде да не бидеме субјективни, може би целото ова и така и кога го слушаме и го читаме во записниците, да ни помогнат независни вешти лица, стручни лица, заедно после сите овие согледувања, тоа што го имаме, денеска го соопштивме. Ако постои тронка нешто друго, би го соопштиле, верувајте, заради вистината. Не постои нешто кое што ни укажува дека заради некој вид на истражувачка постапка на новинар во делот на текстови, па тоа да се поврзи со неговата смрт, иако постоеле секако такви шпекулации во јавноста, кај нас, она што ние го поседуваме, не постојат докази за таква работа. Друго прашање дали има? Тоа е. Знаете дека за Мартин Нешковски имаше аудио разговор и го објавивме аудио разговор. Ако постоел аудио разговор на премиерот посветен на ова работа, и него ќе го објавив. Предпоставувам дека обемот на плюс разговори е помал, заради тоа што се случува ова во екот на изборите по завршен прв круг на локални избори, кои што завршува на 24 март 2013, смртта се случува на 26 март, доцните вечерни часови после 23:30. И преокупацијата на политичарите со изборите секако ги релативизирало помалиот дел на
на аудио разговорите кои што би оставиле трага на доказ кој што денеска би го соопштили. Други прашања дали има? Ви благодарам на вниманието.